Ветувања почитувани сограѓани не остварува, ама барем остана верен на своите клептомански пориви. Типично за Заев, човекот кој шибицарски пред камера бараше подкуп од 200.000 евра. Предходно го амнестираа за криминал 8,5 милиони евра. Тежок сонне за криминал. Сега потикнува подкуп среде крива паланка. Ништо не треба да не чуди. Тоа е тој пусти Заев, кој за тие пари е подготвен да продаде се, само фотелјата не. А обвинителството молчи и продолжува да молчи како ништо да не се случува во држава. Како да има надвор бајка, медиумите 20 минути зборуваат за убавиот сон на Зоран Заев, додека масовна плячка се случува ширум Македонија. Масовна плячка и криминал. И кога вака ќе се притиснат од скандали, нормално светлото ќе го свртат кон ВМРО. Па утрото ќе има објави дека ВМРО ДПМН тивко го бучнало бојкотот или абстиненцијата. И на истите места вечерта ќе објава дека ВМРО не ја поддржува абстиненцијата. Тука е и таа изнасилена кампања во која ќе најдат некој кои задолжително ќе го представат како дел од раководните структури на партијата. Или па ако не е тоа, ќе биде некој роднина на роднината, роднина член на ВМРО ДПМН, кој ќе говори дека морало да се гласа. Ама на овие истиве места нема да слушнете ниту збор за тие се погласни превирања во СДСМ. Како поранешниот нивен председател Црвенковски призна дека не ги бива и не даваат резултати. Како крила во СДСМ единствено апсат за функции елиминираат конкуренција, ама не и за сторен криминал, бидејќи криминалот е широко метастазиран во нивните највисоки кругови. Ке креираат квази тема со бомбастичен наслов. Ставот на ВМРО ДПМН е за референдумот факт или фикција. И ке зборуваат за нешто што не може да биде појасно. Па ќе речат ВМРО нема став за референдумот. Добро, ако нема став, нека го кажат планот Б. И така натаму ќе продолжат со нарачаната програма. Почитувани сограѓани, прво, еве за нив, не за вас, зашто знам дека на вас се ви е јасно. За нив ќе повторам уште еднаш. Наједноставно што можам. ВМРО ДПМН, почитувајќи ги своите вредности на индивидуална слобода и демократско поведение, одлучи да остави на граѓаните на оваа држава да постапат на 30 септември по своја слободна волја и убедување. Тоа значи дека ние нема да наметуваме партиска агенда, туку ќе учествуваме во дебата исклучиво презентирајќи факти и аргументи кои сме длабоко убедени дека се на нашата страна.